Значи вршење нужда во неподвижна вода. Некој место кај што вода имат собрано, ама чиста вода, со потреби таа вода. Тука е забрането да се човек да врши нужда. Харам, строго забрането. И е колнат тој човек што го прави тоа. Тамам, после другото нешто, ова се дешаваат повеќе. Посебно во втората. Зашто ова секојдневно е. Држење на половниот орган со десната рака додека мокри или чистење, да се чисти со десната рака од нуждата е харам. Забрането. Заради хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, кога некој од вас мокри, нека го држи својот полов орган нека не го држи својот полов орган со десната рака, а и нека не се чисти од нуждата со десната рака. Забрането е. Треба да се пази ова точка. Третото, значи вршење нужда, голема или мала нужда по патиштата, во патишта или сред патишта. Подсенките. Подсенка, кај што луѓето имаат потреба тука да влегат да седнат во таа сенка. Ако некој да врши нужда тука, тоа е харам, забрането и колнат е тој човек. Подсенките во јавните паркови. Паркови кај што луѓето одат да одморат со нивните фамилии. Харам. Забрането е. После под плодните дрвја, под јаболка, дрва на јаболко или круша или било некое дрво што е плодно. Е забрането. Харам. Колнат е тој човек. После исто вели или во изворите со вода, некој извор, вода, бунар, кај што луѓето пијат од таа вода, се чистат од таа вода. Ти дојдеш да вршиш нужда, ти си колнат човек. Кај Аллах субханаху ва таала. Исто вели заради хадисот на Муаз, значи пратеникот саллаллаху алейхи ве селем рекол, чувајте се од трите проклетства, вршењето нужда во изворите, по патиштата и под сенките. И другиот хадис, што пратеникот саллаллаху алейхи ве селем вели во хадисот на Абу Хурайра, иттакул ла'нейн. Чувајте се од две проклетства. Го прашаа омал ла'инани ја Расулаллах, кои се тие? Пратеникот саллаллаху алейхи ве селем рече оној кој врши нужда по патиштата на луѓето и под нивните сенки. Значи од сега ова е фик. Од сега да не се дешават и да ги учите и другите. Децата да иземите на страна, да ја учите, нека ова е нешто што треба да се земите. Еде, од сега, кога ќе учите? Добро, нас немаше кој да не учи порано. Сега ти и твоите деца знаеш, на страна ова не чини, ова чини, ова е забрано, ова е харам, ова е халал. Тамам? После четвртото нешто, чистење од нуждата со лепешка. Со лепешка. Чистењето од нужда со лепешка е харам, забрането. Зашто? Коска или храна. Заради хадисот на Џабир радијаллаху таала во кој стои дека пратеникот саллаллаху алейхи ве селем рекол, веровесникот дека Џабир радијаллаху вели, веровесникот саллаллаху алейхи ве селем забрани бришење од нуждата со коска или лепешка. И кажавме зашто, после ќе кажем пак. Петтото, во муслиманските гробишта. Вршење нужда во муслиманските гробишта, бидејќи веровесникот саллаллаху алейхи ве селем рекол, исто е дали ќе извршам нужда среде гробовите или среде пазарот. Значи, истото колнење го имаш. Како, например, да одиш пред пазар и да вршиш нужда сред пазар и кај гробиштата, исто е. Затоа што муслиманите се честни кај Аллах субхану ва таала и додека се живи, па и додека се мртви. Затоа некој ќе рече, гледај нас драги, кај да одам, нема кај да одам, влегам кај гробиштата, никој не ме гледа таму, не. Колнат си.